Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, тренери, ракометни работници. Добре дојдовте на оваа официјална пресконференција на петото јубилејно издание на турнирот Крстен Донски во Охрид. Од денеска па се до сабота 22 август, Охрид поштално ќе биде центар на ракометните случувања. 8 екипи, 5 надпреварувачки дена, 16 надпревари во спортско-рекреативниот центар Билјани Низвори. Годинава во Охрид ќе гледаме македонски, хрватски, српски, грчки, словенечки клубови, както и младинската репрезентација на Египет до 20 години. Ќе имаме европски освојувачи на трофеи, национални шампиони, освојувачи на купови, редовни учесници на европските надпреварувања и една исклучително талентирана младинска репрезентација. Сето тоа е најдобра потврда дека турнирот Крстен Донски од година во година расте и станува значен дел од летниот ракометен календар на сите екипи кои се подготвуваат за новата сезона. Уште малку од техничките информации за самиот турнир. Екипите се поделени во две групи. Во првата група се Охрид, Загреб, Војводина и репрезентацијата на Египет до 20 години. Во групата Б се Вардар, Олимпијакос, Нексе и Тримотреп. Распоредот и составите на групите се веќе објавени на социјалните мрежи на турнирот и на клубот на Охрид. Секоја екипа во групната фаза ќе одигра по 3 надпревари, потоа следуваат завршните за пласман во зависност од тоа кој место ќе биде во својата група. Во однос на билетите, организаторот годинава сака турнирот да биде достапен за што е можда повеќе гледачи. Цената на еден билет, на поединечен билет е 100 денари, а за оние кои што сакаат целиот турнир да го гледаат, цената е блок билет за сите 16 надпревари. За сите оние кои што нема да бидат во салата во Билјани Низвори, обезбедено е телевизиско покривање на турнирот. Арена Спорт Македонија ќе врши директни преноси од надпреварите, а во програмата ќе има и некои надпревари кои ќе бидат снимени и одложно пренесени. Медиумски партнер на турнирот е 24 Ракомет и во следните неколку дена ќе може таму да прочитате различни информации, интервјуа, вести, видеа и се што е поврзано со турнирот. Сега да ги представам и нашите денесни гости на пресконференцијата. Тоа се представници на 6 од 800 екипи кои што ќе настапат на турнирот. Две не се тука, екипите на Нексе и Тримотребње ќе пристигнат во текот на денот, бидејќи нивните први надпревари се дури утре. Со нас овдека се Борис Роевич, тренерот на Охрид, Иван Чупич, тренерот на Вардар, Рикардо Трелини, тренерот на Олимпијакос, Милутин Лучич, тренер на Војводина, Хрвој Хорват, тренерот на Загреб и Мохамед Рамадан, помошник тренер на репрезентацијата на Египет до 20 години. Почнуваме со домаќинот, со Борис Роевич. Охрид за себе ја има најуспешната сезона во историјата на клубот. Лани гладиаторите го направија најголемиот успех во клубската историја, го освоија ЕХФ купот. Во финалето беа подобри од Татабања. Беше прв европски трофеј, игравте прв пат во финалето на Купот на Македонија и секако пред неколку дена го освоивте и турнирот во Струга. Борис, Охрид сега има свој турнир повторно, таму ја браните титулата. Колку тоа ги менува очекувањата во однос на тоа дека влегувате како победник на турнирот и како победник од Струга, и што очекувате од екипата за овој турнир? Прво, добродошлица свим тимовима, да се лепо осеќају у Охриду, да имамо добре утакмице, без повреда. Па очекивања су кои увек од припремних утакмица да што више играча добие своју прилику, да испробамо неке ствари, а исто тако, ако можемо да будеме успешни, да победимо неки утакмици, увек е добро кренути, да кажемо со победама. Зашто да не, али кажем ние негде у неком првом плану, ali zaista nas čekaju jako dobre utakmice, jako dobri protivnici i jako kvalitetan turnir. Благодарам, Борис. Продолжуваме со екипата на Загреб. Тие имаат веќе тренинг во 10:30, па ќе слушнеме изјавата на нивниот тренер Хрвој Хорват, потоа ќе ги ослободиме од довршките за да можат да бидат со екипата. Загреб е едно од најголемите имиња на ова годинешно издание на турнирот во Охрид. Најтрофејниот хрватски клуб, актуелен шампион на Хрватска, освојувач на купот, 34 шампионски титули во домашното првенство, 32 трофеи во купот. Клубот е со децении на европската елита и пред него доаѓа една нова сезона во Лигата на шампионите.
Од ова лето на клупата на Загреб е Hrvoje Horvat, поранешен хрватски селектор и добро познато име. Hrvoje Загреб доаѓа како шампион освојувач на купот на Хрватска, нов тренер, нов почеток, еден нов циклус. Што очекувате од турнирот во Охрид и колку овие надпревари ќе ви помогнат пред почетокот на новата сезона? Lijep pozdrav svima prije svega, hvala domaćinu na pozivu, na gostoprimstvu. Šta reći, evo, teška 3 tjedna su iza nas, ovo je nekakav turnir u Ohridu nam dođe kao nekakav šlag na tortu, da vidimo šta smo napravili dobro, ali da vidimo gdje smo progrešili, jake ekipe, bit će jako puno dobrih utakmica, sve dobre strane, sve mane će se razgolititi i pokazati, tako da evo, nakon ovog turnira možemo podvući crtu i vidjeti što još moramo napraviti do natjecateljskog dijela sezone. Evo, veselim se utakmicama, da ostanemo svi zdravi nakon turnira i idemo od utakmice do utakmice pa da vidimo ko će biti najbolji na turniru. Бидејќи вие заминувате сега, едно дополнително прашање, дали сте комплетни во Охрид, дали сте комплетни состав, дали некој недостасува? Da kucam u drvo, kompletni smo i nadam se da ću isto tako moći odgovoriti na to pitanje na kraju turnira. Ви благодарам многу. Сега ние продолжуваме со Вардар и со екипата, односно со тренерот Иван Чупич. Вардар за себе има сезона со која што повторно се врати на врвот на македонскиот ракомет. Ја освои двојната круна, шампионската титула и купот на Македонија. Пред Вардар еден нов период со високи амбиции, а турнирот во Охрид доаѓа во еден важен период од подготовките. Иван, за Вардар е сезона со двојна круна. Што сакаш да видиш од екипата на овие надпревари и колку турнирот во Охрид ќе покаже докаде сте со подготовките? Pa prije sve pozdrav na site i hvala na domakinot Ohrid. Evo već ja kako trener na Vardar sam druga godina tuha i stvarno kvalitetni ekipi, kvalitetan turnir i sigurno može nešto da naučime iz ovih nadprevara što nas očekuvat sljednjih 4-5 dana. Sigurno koga igraš dobre nadprevare, koga igraš so ambiciozni ekipe i sekogaš možeš da vidiš i dobre i ne toliko dobre raboti ovaj moment na pripremi, tako da sigurno so golema želba, golemo očekuvanje vodime u ovaj turnirot. Poslije toga kad imamo 2-3 dana odmora čisto da vidimo do kaj sme i što prvo treba da se raboti posle ovaj turnir. Благодарам многу. Продолжуваме со екипата на Олимпијакос. Тука со нас е тренерот Рикардо Трилини. Од Грција ни доаѓа Олимпијакос, еден од најголемите и најтрофејни грчки спортски клубови. Ракометниот тим за себе имаше одлична сезона. Доаѓа со трофеи како грчки шампион, освојувач на купот и освојувач на суперкупот. Олимпијакос минатата сезона имаше значајна европска улога, а токму Охрид беше екипата која што му застана на патот во тој европски куп. Тренер на Олимпијакос е искусниот италијански стратег Рикардо Трилини. From Greece, we welcome the Olympiacos, one of the biggest and most successful sports club in the country. Their handball teams comes to Ohrid after an excellent season, winning the Greek Championship, the Greek Cup, and the Greek Super Cup. Olympiacos also had another strong European campaign, and this tournament comes at an important stage of their preparation for the new season. The team is led by experienced Italian coach Riccardo Trelini. Coach Trelini, welcome to Ohrid. Thank you. And after a successful season with the 3 domestic trophies, what do you want to see from your team here in Ohrid, and how important are these strong matches for your preparation for the new season? I have. Super. Thank you. First of all, I want to thank you to Ohrid the club to this important invitation for us. This is our 4th weeks on the preparation, and it's important because we have mostly a new team. We changed 9 players on 18. In this tournament we will see where we are, and of course it's important because we don't play in the Greek Championship so much important and strong match. For us it's important to understand where we are. So thank you, and thank you. Thank you very much. Ние продолжуваме со уште една
искусна и трофејна екипа која што доаѓа во Македонија. Тоа е екипата на Војводина од Нови Сад. Војводина минатата година беше во битката за трофеите, играше во финалето на српскиот шампионат, заврши како вице првак. Клубот од Нови Сад има богата традиција, многу домашни трофеи и европски трофеи. А во новата сезона влегува и со нов тренер, на клупата е Милутин Лучич. Милутин Војводина започнува еден нов циклус и има доста промени во екипата. Колку овој силен турнир може да ви помогне да видите каде се наоѓа тимот во овој момент и што очекувате од надпреварите во Охрид. Dobar dan svima. Ja bi se odmah na početku zahvalio domaćinu na pozivu na ovako jednom međunarodnom kvalitetnom i jakom turniru. Stvarno smo počastovani što smo učesnici ove godine na turniru. Hvala i na lepoj najavi i sigurno da je Vojvodina veliki klub i sa velikim brojem trofeja. To je dobrim delom i zahvaljujući Borisu, treneru Ohrida. Sada je neka nova priča u Vojvodini, imamo jako puno novih igrača, mladih igrača, pojedinih igrača iz naše škole koji će dobiti šansu ove sezone. Ovaj turnir će nam sigurno pokazati koliko možemo u ovom momentu da nam pomogne da se uigramo i što spremnije dočekamo domaći šampionat koji je početkom septembra. Želim isto tako da protekne sve u sportskom duhu i da sve ekipe završe turnir zdravi, da nema povreda i da bude dobro nadmetanje. Očekujem to na turniru. Hvala. Благодарам многу. Продолжуваме со еден посебно интересен учесник на годинешниот турнир. Тоа е младинската репрезентација на Египет до 20 години. Египет со години е меѓу водечките светски ракометни нации, а особено внимание посветува на своите млади категории. Оваа генерација минатата година настапи на светското првенство до 19 години, кое се одржа во Египет и го освои 5-то место во светот. За младите египетски ракометари турнирот во Охрид ќе биде одлична можност да играат против силни и искусни сениорски екипи и против различни европски ракометни школи. Денеска со нас е Мохамед Рамадан, помошник тренерот на репрезентацијата на Египет до 20 години. Egypt, a particular interesting participant in this year tournament is Egypt under-20 national team. Egypt has established itself as one of the leading handball nation in the world, with a particularly strong tradition in their younger age categories. This generation finished 5th at the 2025 EHF Men's Youth World Championship, which was held in Egypt. Here in Ohrid, these young players will have an excellent opportunity to compete against strong and experienced senior teams representing different European handball schools. Representing the Egypt under-20 national team today, we have with us assistant coach Mohamed Ramadan. Mohamed, welcome to Ohrid. Your players are still very young, but here in Ohrid they will face a strong and experienced senior team. How important are these matches for the development of this generation, and what would you like to see your team to gain on this tournament? Hello everyone. It's available to experience for our team, and we are need it right now. Because preparation in championship in September. That's it. Okay, thank you very much. Како што кажавме на почетокот, екипите на Нексе и Тримо Требња денеска ќе пристигнат на турнирот во Охрид. Што значи дека ние го завршуваме овој дел каде што ги представивме учесниците и тренерите, ги слушнавме нивните изјави. Сега им дава можност на новинарите, на представниците на медиумите да постават некое прашање за тренерите доколку имаат поврзано со турнирот кој што почнува денеска. Душко Андо 24 ракомет, за господата Роевич Чупич. Игравте еден против друг во Струга. Може би пак играте сега и во Охрид, а ве очекува на 2 септември дуел од Суперкупот. Криете ли може би некои јадути или пошто имате многу измени и во тимот на Охрид и во тимот на Вардар? Па искрено не сакривају се никакве карте, морамо да игравамо екипу за ово што предстои. Суперкуп е една утакмица, а после тога е цела година испред нас.
Tako da uvežbavamo sigurno i mi i oni, mislim on će govoriti naravno svoje ime, ja govorim u ime Ohrida, mi spremamo tim za celu godinu, ono što nam treba i uopšte ne sakrivamo nikakve karte. Mislim i prošle godine nismo sakrivali karte, znalo se utakmice koje igramo tačno i mi i oni šta se otprilike igra, nema što puno se menja, nema jako puno utakmica. Možda se promeni možda nešto za jednu utakmicu, eventualno dve, ali mi ih odigramo jedno 6, 7, 8, toliko čupko u sezoni gore dole. 6-7, da. Tako da je teško menjati za svaku utakmicu po nešto, to je jasno kao dan. Pa za vreme na pripremi koga dobiješ novi tim od sekogaš ima nekoji promjeni, nekogaš povike, nekogaš povike, nekogaš pomalko. Glavna moja zadaća kako trener je da šo pobrzo site se čustva dobro i šo pobrzo ќе se направи хемија нека натре у тимот и оно што носи Вардар е да е тежок тај дрес и да мора да се носиш со притисак на дневна база, пошто све е битно. Така да ови вакви надпревари, турнир као што беше у Струга, сега кој што е Охрид, почетак на регионална лига, ево вчера игравме со Војводина, после турнирот одимо за Панчево, сигурно ќе нам помогнат пред нормално Суперкуп, почнување на Македонска лига и Лига шампиони, сигурно ќе добиемо квалитетан фидбек од играчи, од моменти што сакамо побрзо да се внесуваат у екипа, да се носат со притисок, да добиемо некоја кохезиван тим кој може да ти донесет нешто. Што се односува на екипа на Охрид или генерално на Македонска лига, која е многу интересна и прошлата година и сега ова ќе биде пак така. Што се односува на тактики, тоа е нешто сасвим небитно у овај процес на сакривање на однос. Мислим дека е поважно за мене како тренер да добием од сите играчи некој фидбек дека може да се носат со тежина и со притисок на дрес на Вардар, пошто кај Вардар секога мора да одиш на победа, турнир да играш пријателски надпревар, финала Лига шампиона, момент на притисок и на тај неки дели секогаш исти, така да сам многу среќан што можеме да играме добри, квалитетни европски надпревари у предсезона. Благодарам. Многу други прашања дали имаме за некој од овој Горан? Иста комбинација за господинот Чупич и за господинот Роевич. Годинава покрај првенството, куп надпреварите и европските купови, ги имате надпреварите од регионалната лига. Колку тоа ќе оптоварување, колку ќе е плюс за екипите? Ja baš nisam najbolje čuo iskreno. Колку ти е поред овие лиги, регионална лига, колку ќе доние добро, лошeg, šta misliš za regionalno? Ja ću biti iskren i govoriti u svoje ime, ne u ime kluba. Jednostavno, za mene Makedonija ima najveći kvalitet ubedljivo u regionu i sigurno da smo među 5-6 liga u Evropi i ja iskreno ne vidim razlog igranja regionalne lige. Pogotovo, na primjer, ako igra neku Ligu šampiona ili Ligu Evrope, igra jaku makedonsku ligu i plus regionalnu ligu, mislim da je to jako loše za igrače, da je to mnogo utakmica i da Makedoniji to jednostavno ne treba. Kažem, opet se ograđujem, to je moje lično mišljenje kao čoveka. Naravno, ja sam tu servis kluba koji radi po principu šta klub želi, ali moje lično mišljenje je da makedonskim klubovima ne treba, crnogorskim klubovima, srpskim klubovima treba regionalna liga, ali imaju mnogo, da kažem, slabije prvenstvo nego naše. Ove godine igra se u pripremnom letnjem periodu, zimskom periodu i ajde da kažemo može da proći. Međutim, ja lično nisam zadovoljan jer sam izgubio veliki broj treninga. Ja volim da igram u pripremnom periodu, manji broj utakmica, više treninga i da tako spremam ekipu. Ove godine, juče sam rekao momcima, radimo danas trening pa sledeći trening za 8-9 dana. Šta ja mogu da pripremam kao trener, šta mogu da ispravljam? Kad bukvalno idemo samo igramo utakmice, bukvalno radim kroz papir, analizu utakmice i pokušavam da ispravim. Meni se iskreno ne sviđa, ali kažem, naravno da ćemo dati sve od sebe u svakom takmičenju u koje se budemo takmičeni. Toliko.
Почитувам сите мислења и секој има право да каже своје мишлење, ама јас сум тука представник на Вардар. Клуб одлучи да треба да играме регионална лига, да е добро за клубот, пошто ми за разлика може бити и од Охрид, и од Алкалоид, и од Пелистер, имамо повеќе странци, повеќе квалитет меѓу странцима и клуб одлучи дека за нас е добро да имаме добра надпреварувања, пошто Македонска лига секогаш тројица, четворица, петорица не може да се состав, а кроз регионална лига ќе добиеме пак квалитетни напревари, да немаме ограничувања за странци и кроз тоа може би да у некои моменти подижеме форми, имамо шо повеќе заедничких надпреварувања, да подижеме форму кроз такви надпревари за Лигу шампиона, може би Лига Европа, шо ќе се случи со Вардар. Така да ја како тренер видим математика и логика од тоа и клуб тргне по тај смерот дека е добро за нас како клубот, за нашите играчи, да не се ја како тренер очествувам, ја тоа волим, сакам да кажем, за Македонска лига ми имамо тактика у тактика, због односу на број странци, затоа што е такво правило Македонска лига, а кроз дел регионална лига и Лига шампиони нема да имаме такви работи. Клуб мисли дека е тоа прави смер, прави прават за нас, така да можем да кажем да се радувам. Вчера почневме регионална лига со Војводина, да некогаш у некои моменти сигурно ќе се згуснат распоред и дека ќе биде тешко. Играв и како играч и сеха лига, знам колку за играчи некогаш е тоа тешко, ама мислам дека и Вардар, и Загреб, и Мешков Брест у она време добија многу доста добри квалитетни работи кроз сеха лига, така да се надавам дека сите заедно, колку год да не биде тешко, дека сите заедно можеме и кроз оваа лига да напредуваме. Благодарам, Иван. Дали има други прашања? Нема. Доколку нема, ви благодарам на сите што бевте присутни на оваа пресконференција, ми благодарам на тренерите, на медиумите. Само да подсетам дека денеска почнува турнирот, во 16:30 часот е првиот надпревар меѓу Вардар и Олимпијакос. 18:45 Охрид игра против репрезентацијата на Египет до 20 години, а првиот ден го затвараат екипите на Војводина и Загреб, кои што се среќаваат во 21 часот. Ви благодарам. Okay. Just okay. Има. Okay. As the team captain, I would like to thank the Egyptian Handball Federation because they gave us an opportunity like this, so we can play in a tournament important like this one. We will be playing against really strong teams. We are under 20. We will be playing against senior teams, so I think this will benefit us because we are preparing for the African Championship in September. So and also the World Championship. I guess this will give us international experience. Yes. So I would like to thank the coaches and everything and the people who gave us this opportunity. Also, I would like to tell the people that we are not only coming for. We are coming to play and play good games. So yeah, that's it. We will gonna give it our all, and I hope it's a really good tournament. Thank you. Thank you very much. Значи ги црпевме сите информации и се гледаме во спортскиот рекреативен центар Белјани Извори. Ви благодарам многу. Фала.